Вечерва во Попкаст гостува отец Иринеј Стефановски, архимандрит во МПЦ ОА. Завршил електрофакултет во Скопје, студирал теолошки факултет во Солун, каде што и магистрирал. Разговаравме за тоа што значи титулата архимандрит, зошто денес многу млади веруваат во Бога, но не се чувствуваат блиски до црквата, како се разбира послушанието без да се претвори во слепа покорност и каде е границата меѓу верата, традицијата и современиот живот. Отец Иринеј зборува и за денови МК, за литургија МК, за толкувањето на Светото писмо според светите отци, за западните вредности, односот кон верниците, интернетот, но и за вештачката интелигенција. Гледајте не. Отец Иринеј, добре дојдовте во студиото на Слободен печат. Добро е најдов и благодарам за поканата. Би сакал накратко да ве представам на гледачите. Вашата титула е архимандрит. Служите во храмот Свети Три Иерарси во Скопје, во Скопската епархија. Тоа е кај црквата нова, кај железничката станица. За монашен сте 2007 година, скоро Точно. па 2 децении. Точно, да. Ете, би сакал прво да ја прашам, што е архимандрит? Ете, тие што гледачите верувам дека има некои што не се запознаени со тој термин, со таа титула. Што значи да се биде и како се заслужува да се биде архимандрит? Па, архимандрит е некој, да кажеме така, највисоко одликување во монашките чинови. Значи, тоа е свештено монах кој што има, да кажеме, дополнително некој одликување и најмногу смисли има, да кажеме, во манастир, каде што и самото поттекло на зборот е поврзано, да кажеме, со манастир и е највисоко одликување во кака е свештено монасите. Како се заслужува, како се станува, тоа веројатно зависи од случај до случај. Веројатно и образованието е. Па, кај мене мислам дека беше така црквата предпоставам, мене никој пат не ми е кажано некој образложение. Затоа мислам дека црквата го вреднуваше тоа што се залавите со образованието и мислам дека како вреднување за тој труд. Тоа е мое толкување, инаку да кажеме во некои други средини, например, не знам, на Света Гора, се подразбира дека игуменот е архимандрит. Така, на некои места тоа, да кажеме, оди по на друг начин. Архимандрит е чекор до владика? Па ево на Света Гора не се гледа така. Значи не мора така се гледа. Има многу архимандрити во МПЦ, например? Па има се повеќе. Да. Да. Не знам колку се наброја, ама колку сме наброја, ама има. Да. За тие што не знаат, вие сте креаторот на порталот Денови МК, морам да признам дека е многу корисна алатка, корисен портал, јас многу го користам. Тоа е еден вид него е православен календар со сите празници за секој ден посебно. Тоа што е интересно ги има и не православните, туку сите имиња машки и женски, нели, листа на имиња и можност да се честита имен ден. Да. Доколку на некој му е имен ден, можете преку порталот да му честитате имен ден. Ајде нешто околу тоа Денови МК. Од идеја до реализација. Значи секако дека имаше потреба и секако и денеска дека има потреба. Значи Денови МК е еден календар православен на интернет и тоа беше, да кажеме, главната идеја. Добро, има милион календари православни, сепак кои се разликува. Православен календар на македонски нема баш милион. Мислам дека има еден календар друг онлайн кој што мислам дека е српски календар, само што има некој превод на македонски. Сега за сега ваков календар, да кажеме, каде што ги има и подвижните и неподвижните празници, не знам да има друг сега за сега. Не дека е тоа некоја многу тешка работа да се изведе, меѓутоа се покажа дека
дека нема. А тоа што го спомнавте со имињата, тоа е нешто што е, да кажеме, така дополнително се покажа како нешто што може да биде интересно. Значи не беше тоа главната идеја. Главната идеја беше да се направи еден начин како за, да кажеме, денешниот современ човек кој што ги користи тие современи технологии, да му се представи една содржина која што од една страна е верска поврзана со православното христијанство, а од друга страна е нешто кое што не бара кузне каква подготовка. Значи за човек види кој е празник, кој да го прочита житието на денот, не е тоа некој текст кој што може да го читат само теолози. Тука е наменет за секој еден верник да може да го прочита. Така, и не ви троши повеќе од 3 минути. Да, тие се кратки житија. Ги немам јас тие сите преведувано, само мал дел од нив. Ама се направени така за да може кратко да се прочита. И сега во денешното време, да кажеме, каде што луѓето немаат многу слободно време, каде што зафатени се многу врски, барем да имаат нешто што е пократко, што може да го прочитаат во текот на денот брзо и да им даде, да кажеме, така некоја друга насока на размислување во текот на денот, да ги воведе, да кажеме, во денот во една да кажеме православна или христијанска атмосфера. Затоа што човек кога е денеска е растрнат со обврски, со ангажмани, се претопува, да кажем, во секојдневието и малце може да подзаборави на овие верски работи, а сметам дека е добро секој ден човек малку да има некој контакт со овие. Прилично интересно е тоа делот со имињата, пак ќе се навратам. Сепак тоа се реални имиња од луѓе кои што живеат и ги имаме сретнато, но има, забележав, и доста необични имиња. Еве, баш извадив неколку од нив, например Мстислав, Талалеј, Цецилија, Морфа. Значи ова се имиња на луѓе кои што реално постојат, или како ги вадевте тие имиња, или како се надополнува тој список? Значи вака. Имињата произлегуваат од самиот календар, да кажеме, во најголем дел. Значи, оде морам да дадам еден мал, да кажеме, вовед тука во оваа тема. Значи, кажам дека календарот беше првата идеја да се овозможи еден календар кој што нон-стоп е актуелен, кој што не треба да се обновува секоја година, туку сам се функционира. А втората работа е тоа што забележав како свештенослужител кој што се движи, да кажеме така, меѓу луѓе, дека многумина сакаат, кога ќе ме гледат, кога ќе видат како свештеник, сакаат да се обратат и сакаат да воспостават некоја врска со црквата, а не знаат точно како тоа да го направат. И конкретно свати дека многумина сакаат не само некаква си духовна поука, нешто туку нешто по-конкретно начин како да се врзат за црквата. И начинот кој што мене ми се чини дека е добар е тоа да сака да слават нешто. И има, да кажеме, многу луѓе кои што немаат слава. Во Македонија не сите имаат слава нормално, меѓутоа сите имаат некое име и во најголем дел од случаите тоа име е поврзано со некој светител. И идејата беше како да да речеме скоро на секој човек кој што носи едно, да кажем, македонско име, да му се укаже кој е светителот кој што му е заштитник. И тука, да кажеме, некој обични имиња. Што значи името, нели? Да, значи, да. Меѓутоа главното беше тоа, да кажеме, исто нешто што дополнително, да кажеме, се покаже како интересна тема, ама главното беше како да се овозможи на луѓето да се поврзат со црквата. Да дознаат за светителот поради кој што го носат тоа име, затоа што не знам имиња како Никола, Димитри, Михаил, не ги имаме ние туку така. Тоа се наше христијанско наследство. Не се тоа чисто словенско наследство, туку се христијанско наследство. И човек кога ќе се замисли за своето име, кога ќе се потруди да прочита малце за житието на тој светител, може би нешто ќе проработи во него, така може би ќе се заинтересира и ќе се вдлабочи малце повеќе во црковните теми. И сега
во календарот ги имаме имињата на светителите. И се тие имиња може да се поделат на неколку видови. Например, во тие имиња, ако можете да ги поделам на категории според потеклото. Словенски, грчки. Да, имаме да речеме имиња кои што например најпрви да кажеме еврејски имиња, така. Еве го спомнавме Михаил, Гаврил и така натаму. Адам, Ева, не знам, купиме и од старозаветни имиња кои што се со еврејско потекло. Има имиња кои што се, да кажеме, после понатаму со некакво грчко потекло. И потеклото не секој пат на тие имиња е христијанско, меѓутоа заради тоа што тие луѓе кои што ги носеле тие имиња биле вброени во календарот и се покажале како големи светители и заштитници, заради тоа и нивното име добило христијанска смисла. Значи, ете името како, не знам, Димитри го спомнавме, па и моето име Иринеј, кој што има некое сосема поинакво потекло, потоа во христијанството добива нова смисла. Како трета категорија на имиња, да кажеме, тука се словенските имиња. И словенските имиња се нашите народни имиња, кои што ние ги носиме затоа што тие се, да кажеме, од народот, а не се од... Мстислав, нормално. Да, има светител со тоа име. Да кажем, мене ми е посебно драг тој светител затоа што имате необично име и затоа што мислам дека на денот кога се слави тој светител, мислам дека тогаш и почна да функционира календарот денови мака. Така што ми е посебно драг. Значи тие се исто луѓе од словенско потекло кои што станале светци. Црквата ги вброила во својот календар, ги вклучила во својот календар и на тој начин, да кажеме, самото име, ако може така да се каже, е осветено. И сега она што беше, ако може така да се каже, уникатно со обидот со имињата на Дено и Мка, беше тоа словенските имиња кои што не сме ги поврзале со некој од имињата од календарот, да ги поврземе дополнително. Значи да објаснам. Например, во календарот има име маченичка Софија и незините ќерки Вера, Надеж и Љубов. Меѓутоа, во времето кога тие живееле, не ги носеле тие словенски имиња. Туку сметам дека имињата биле Пистиел, Пиде, Агапи, значи грчка верица. И ние тие имиња ги преведуваме и денеска, например, некој што се вика Љубица или Вера или Надежда, ги слават овие маченички. Иако изворно имињата биле грчки. Некои други имиња исто ги преведуваме, например Кириаки преведуваме со недела, така. Параскеви со петка. А има еден куп други имиња кои што имаат преводи, меѓутоа не се толку познати. Мислам, познати ни се, не знамете, Светлана дека е Фотини, меѓутоа имаме маченичка Хионија, така, која што е Снежана. И има еден добар број други имиња кои што се со словенско потекло, кои што ние директно не ги поврзуваме со светителите, а би можеле да ги поврземе на ист начин како што е имиња претходно што ги спомнав. Так. И мојот труд беше тука да најдам кои се имињата кои што се користат и со кое име од календарот најмногу се одвестуваат. Некој пат се одвестуваат 100%, значи името според своето значење може така да се преведе на словенски. И на тој начин луѓето кои што носат народни имиња може да најдат кој име светител заштитник, кого би можеле да прославуваат кога сакаат да се поврзат со црквата, а немаат некоја, да кажеме, текутна слава или нешто друго што слава. Значи практично кажано, една Снежана која ќе пише Снежана на листата ќе излезе кој е имен денот. Точно, да. Значи, и други еден, да кажеме, добар број имиња. Така. Добро, еве во последно време се забележува токму тие имиња, еве како Иринеј, како Тадеј, кои што се препознатливи, познатите и светители, се доста родители ги користат, им ги даваат на своите деца. Сметате дека тоа е токму од таа почит кон светителите или само затоа што убаво им звучат, модерно им звучат тие имиња? Па сега јас не сум родител и не сум го поминал тој пат лично да барам име за моје дете. Предпоставувам дека го има едното и другото. Предпоставувам дека секако на родителите треба да им се допаѓа како звучи името, дури да не го разбираат. А денеска тие имиња што ги спомнавте, да стануваат повеќе популарни, затоа што
И луѓето преку тоа гледаат да се поврзат со црквата. Сакаат да им дадат на своите деца христијанско име. Да. Добре, кога веќе зборуваме за имендените, постои ли некое правило како се слави именден? Постои ли некакво пропишано правило, вака треба или вака не треба? Прославувањето на именден е некоја, да кажеме така, се православна традиција. Значи, во православните земји постои традиција да се прославува споменот на светителот чие име го носиме. Славењето слава е, да кажеме, повеќе никаков локален обичај, не е тоа се православен обичај, а славењето именден мислам дека е се православен обичај. И нема некоја да кажеме до толку посебна не знам подготовка за прослава на именден, меѓутоа именденот е еден повод човек да се потруди во својот живот во верата, ако не толку редовно, барем кога ќе му дое именденот, значи да се потруди да се подготви за богослужба, да се подготви да се оди на служба во црква, да се причести на литургија и сите тие работи што треба нешто да донесе Да, после литургијата, да кажеме, или дури ако нема некој пат литургија, може да се донесе, да кажеме, коливо, односно варена пченица, која што се благословува во спомен на светителот. И на крај да ги почасти најблиските. Да, мислам дека во некој старо време и тоа е почастувањето со таа, да кажеме, пченица. Ние денеска имаме, не знам, и бомбонери и некои други работи, меѓутоа главното од тоа не е таа форма како тоа ќе се изведе, би рекол дека главното е човек да се потруди да се подготви за празникот. Со молитва, со пост, со она што му го кажал, да кажеме, духовникот, свештеникот, за да дојде на служби да се причести. Најголем дел од имињата што кај нас се носат се имиња на празници кои што се обележени во календарчето и на кои што се служи литургија. Вие сте дел и од раководството, односно уредништвото, е така, ако може така да се нарече, на порталот Литургија МК. Тоа е прилично нов, не може да се каже нов, веќе неколку години, функционира 2-3 години. 2 години и некој месец. Така. Некаде во некоја друга православна нормална земја постојат и телевизии, постојат и радија, и весници црковни. Кај нас ете, ние сме сведени само на Литургија МК, може да речеме, и неколку медиуми кои што обработуваат такви тематики. Како функционира во пракса Литургија МК? Како класично новинарство, како као порталот Слободен печат, имате уредништво, имате хиерархија, имате пишувачи, се знае кој што прави или... Па, јас само да дообјаснам, значи, јас сум одговорен за техничкиот дел од Литургија МК. Значи, делот за да се направи сајтот, да се постави и се што е поврзано со тоа. Значи, тоа е мојата главна обврска. Има редакција некаква која што функционира и се советуваме кои текстови како да се објавуваат, кои текстови се пренесуваат и така. Значи, мојата функција и улога е во главном техничка, значи техничка организација на самиот сајт. А во однос на тоа како функционира, сепак и благословот беше таков да учествуваат таму луѓе кои што се од црквата и во главном скоро сите се свештенослужители. Значи ние не сме професионални, не знам, луѓе од новинарската дејност. И тоа сигурно се приметува дека не е до толку, да кажеме, новинарски професионално изработено. Меѓутоа, има скоро од секоја, ако не баш буквално од секоја епархија. Тоа сакам да ја прашам, значи дали се вклучени од сите епархии луѓе кои што придонесуваат? Мислам дека од сите се вклучени, сега не ме држите за збор, може да... повеќето. Да, меѓутоа, од епархиите праќаат тие што се вклучени вести, известувања, ние ги објавуваме. И самата идеја за тој портал се роди спонтано на една средба, да кажеме така, на свештенослужители, каде што свативме дека имаме иста забелешка односно тоа дека недостасува да се слушне гласот за црквата, гласот на црквата, затоа што за црквата пишуваат други, а зошто црквата да не пишува само за себе. Сега не дека Литургија МК апсолутно е, не знам, некаков глас на црквата, меѓутоа е еден добар чекор во тој правец. Се пополни дупката со Литургија МК? Јас мислам дека уште има простор за
да кажеме, информирање од овој аспект. Меѓутоа, она што ние сметаме дека е добро да се прави, го правиме на најдобар начин што можеме. Значи, идејата е не само да се пренесе од Македонската православна црква, значи од Македонија, од диаспората, да се пренесе што се случува, туку и да се даде увид во случувањето од православниот свет. Ги интересира луѓето тука што се случува во православниот свет? Што се чита највеќе? Имате некоја статистика, водите? Има статистика и на почетокот на годинава објавивме еден текст кај што имаше некаква рекапитулација на работењето и каде што имаше статистика кои текстови се најпосетувани. И сега, да бидам искрен, не се сеќавам точно како беше, меѓутоа некој настани како ракополагање на владика, да речеме конкретно на митрополитот Тибарско-Кичевски, беше и сите вести поврзани со тоа беа доста читани, доста популарни. Вие ги имате од прва рака информациите и тоа е предност, да. Тоа е предност. Значи, многу пати кога други луѓе пишуваат за црквата, дали од незнаење, некој пати од недобронамерност, некои работи не се пренесени како што треба. И јас лично и години пред да постои, да кажеме, Литургија МК, некој пат си имам обраќано до некои портали каде што гледам дека нешто пренесуваат, а не е баш убаво тоа пренесено, и сваќам дека не е тоа злобно направено, туку луѓето не знаеле. И се беа вољни во неколку наврати луѓето да послушаат дека тие некои работи не се така, туку се поинаку, конкретно поврзани со некои чисто црковни теми, не е да кажеме денеска втората работа што денеска некој може на се што се случува во црквата да гледа од некој аспект на дневна политика. И тоа не е од корист на црквата, не треба така да се гледа и може да се покаже дека има друг начин на гледање на нештата. Колку еден портал таков како Литургија МК може да биде корисна алатка за мисионерење, од ваша страна, мисионерење преку интернет, сакам да кажам, затоа што сепак по старите, по возрастните генерации, сепак имам впечаток дека се уште сакаат да пипнат хартија, да земат весник во рака, наместо да отворат на интернет. Од друга страна, па младите се постојано на телефони и на компјутери. Колку допира таа содржина кај луѓето, кај вернициве? Па немам точен увид, да бидам искрен, иако јас сум задолжен за технички дел, не ме интересира толку многу, да кажеме, некаква статистика или читано се трудиме повеќе во квалитетот на содржината. Сега до кој луѓе допира и колку допира, не знам, забележав дека... Не, општо како медиум, забележав Литургија МК како пример, доколку би се отвориле, не знам, црковна телевизија, како ТВ Храм што е во Србија, или колку тоа би помогнало да се привлечат луѓето во црквата? Мислам дека има простор за тоа, за секако вид на црковни медиуми. Исто така, кога ги спомнавте во соседството и во другите православни земји медиумите, забележав дека секоја православна црква е приказна за себе. Не може да се каже дека сите следат некаков шаблон, да, секоја православна црква е приказна за себе и Македонската православна црква тука добро се вклопува во тоа, си има некоја своја приказна. Мислам дека има простор уште повеќе да бидат присутни во не само во јавноста, него во погледот, да кажам така, на луѓето, православните содржини. Сакам да кажам, самата може нејасно се изразив, ама не се само медиумите. Денеска многумина се изложени, да кажеме, на информирање преку мобилен телефон. Сега и децата и младите и старите имаат мобилен телефон и од таму читаат тоа што ќе им се сервира. И обидот и со Дено и МК и со Литургија МК е да на луѓето им се понуди една православна содржина. И тука има уште простор. Значи има уште простор за видео содржини, аудио содржини, се што простор за растење, да. Нека даде Господи, има и нови луѓе кои што ќе се трудат и понатаму некои што ќе го надоградуваат тоа што е сега почнато.
И во однос на тоа да кажеме кој медиум или кој начин на пренос на информации да кажеме е најпогоден, не сум сигурен за тоа старите за хартија дали сакаат да читат. Гледам дека и старите младите читаат многу преку Facebook. И сега тоа е како сакате вртете, вие например Слободен печат се трудите објавувате нешто, меѓутоа и вашите вести претпоставам дека најмногу стигаат до луѓе преку некој посредник, преку интернет и преку нека алатка како што е тоа Facebook. И сега тоа не е баш добро, меѓутоа реалноста е таква. Затоа што на Facebook има се и се што и Facebook е некој да кажеме посредник кој што си има и своја уредувачка политика. Може некого да промовира, некого да потиснува. Така. Значи ние имавме и такво некој искуство каде што луѓе се жалат на нашата работа или не знам што прават, гледаме дека може да бидеме да кажеме со помала гледаност на Facebook и луѓе кои што дури се претплатили да им стигаат 200 литурга, мака да не им стигаат. Значи се соочуваме со некои потешкоти, значи технички проблеми. Да, имавме ние на хакерски напади. Па имавме сајбер напади на почетокот, се чудев зошто, меѓутоа имавме. Во неколку наврати имаше сериозни сајбер напади, што ми е чудно за црквен портал, меѓутоа ги имаше и се трудевме, тоа беше моја задача колку што можеме да ги одвратите. Да ги спречиме. Имавме да кажеме случај каде што на еден од македонските мобилни оператори бевме блокирани на мобилен телефон. Па мораше да интервенираме по разни канали за да не одблокираат. Че јас ако сакам да читам нешто на литургија, имаше време кога ако сте на тој мобилен оператор, на мобилен телефон нема да не ми е јасно објаснете, не знам. Чудна работа. Добро, вие сте автори на повеќе книги, меѓу кои тие толкување на Светото писмо според светите отци, имате и други, некои, но за овие би позборувале сега, зашто се сериозна работа. Светото писмо може лесно да се чита површно, но друго е кога ќе биде прераскажано, преджвакано, да кажем. Да, само една корекција, не сум јас автор, јас сум приредувач. Значи, не сум јас автор на тие толкувања, туку јас ги имам најдено, во голем дел преведено на македонски. Нешто како Марко Цепенков со приказните, така ми забележува луѓе дека сум правил како што собира Марко Цепенков гатанки, јас сум собирал светоотечки толкувања и може и така да се гледа на тоа. Како и да е, сметам дека е некоја полезна содржина. Значи, тоа се толкување на Евангелието од светите отци на православната црква. Значи, ќе дадам тука малце вовед. Значи, во некое друго времете, во времето неколку генерации пред нас, кога сме живееле, да кажеме, и во турско робство, и не сме имале пристап, или нашите предци немале пристап, да кажеме, до печатени книги, или ретко можеле да стигне до печатени книги, било тешко. Тогаш не можел да се очекува секој човек да има дома Евангелие да го чита. Меѓутоа, во денешно време, кога сите сме писмени, кога Евангелието има некаква символична сума, дури се дела бесплатно, например, овие примероци тука што ги имате, знам дека се дела бесплатно. Во денешно време за мене е незамисливо, да не кажам дека дури би било и грев човек што е православен крстен христијанин, да не го чита Новиот Завет. И тоа сметам дека е нешто апсолутно задолжително. Новиот Завет нели е една книга која што е по големина може би како една лектира за средно, значи не е нешто што бара кој знае каков напор. А од друга страна, како да кажеме, Господ дојде на земјава, поучуваше и делаше и правеше работи и ние не сакаме да знаеме што тој зборуваше и што тој правеше. Значи не е замисливо тоа за еден православен христијанин. Ќе кажам, во друго време на нашите предци луѓето дознавале за тие работи, бидејќи оделе во црква, го слушале Евангелието што го чита свештеникот и свештеникот после читањето на Евангелието и го толкува тоа Евангелие, односно кажува што тоа значи. Како и сега, Да. И сега го има тоа, меѓутоа видете, значи денешното време
тие постари времења се разликуваат во многу нешта. Пред повеќе години, мислам да речеме 15-20 години, до мене стигна еден податок дека во тоа време, значи пред 10-15 години, бројот на слики создадени од човек, што еден човек ќе ги види во текот на еден ден, е поголем од бројот на слики создадени од човек кој што во старо време луѓето ќе ги виделе за цел живот. Значи, ние денеска сме изложени на многу поголем број на информации кои што ставаат печат на нашата душа. Значи, во друго време, замислите некаде во некој село во Македонија пред, не знам, 200 години, главната, да кажеме, главните настани се, ако е тоа селска слава, некакви свадби и одењето во црква. Нема телевизиски серии, телевизиски емисии, нема и на кафе, надпревари, утакмици и нешто друго што е денеска во сферата на забавата. Така што тогаш луѓето многу повеќе внимание обраќале на Евангелието и на тоа што се случува во црква. Значи, на тоа што се слуша од службите, од богослужбите во црква. Значи, денеска луѓето многу повеќе време поминува, читајќи, ќе кажеме, дури некои озборување на интернет, така. Кој глумец со која глумица се развел, и наместо да читаат, наместо да се запознаваат со житијата на светителите, како што правеле нивните предци, кои што ќе оди во црква и ќе слушне за житието, например, на Свети Василий Велики. И него тоа ќе го поучи, тоа ќе му остави впечаток. Во денешно време, за Свети Василий Велики можеби не знаат, ама знаат кој глумец каде глуми, со која глумица, така што во денешно време не може да се оставиме даде и порано се читало во црква и денеска се чита во црква, тоа е исто. Не е исто. Значи, во денешно време мора човек да се потруди малце повеќе за да го достигне тоа ниво што претходно сме го имале. Значи, денеска сме поизложени на информации и за да не се претопиме во она што е, да кажеме, свет, што не е црква, потребно е да вложиме повеќе напор, повеќе труд. И, значи, задолжително да се чита дома Новиот Завет, а во некои од книгите Катехизис, кои што исто така би требало да ги чита. Значи, Катехизисот е нели поука за оние кои што се подготвуваат за свето крштение. Имаше на македонски еден превод, дали од Скопска или од Кумановска епархија, Катехизис, каде што се нагласуваше дека осем тие што се подготвуваат за крштение, Катехизисот е добро да го прочита и секој верник еднаш во годината да се потсети на верата. Во тој Катехизис пишуваше дека православните христијани се должни да го читаат Евангелието секојдневно и вели не само Евангелието, туку и Теофилакт. А Теофилакт се мисли на Теофилакт Охридски, кој што е еден од најпознатите толкувачи на Евангелието. Значи, во поуката за верата, ние читаме дека сме должни секој ден да го читаме Евангелието и да читаме и некакво толкување. И за да читаме толкување треба да не е достапно на разбелив јазик. Така што тие изданија што ги правев, беа со таа цел на македонскиот читател да му се понуди светоотечко толкување на мајчин јазик. И не почнаа тие тој, да кажеме, тоа дело не започна како идеја да ќе се прави книга, туку започна како некое предавање во црква. Значи, после... Спонтано. Да, значи... Што и сега вие правите предавања, всушност? Да, и сега во моментов не. Значи, во текот на 2025 година имаше една, да кажеме, еден циклус предавања, толкувања светоотечки на Евангелието според Матеј. Тоа заврши, сега малце правам пауза тоа, затоа што се одвиваше секоја сабота и така. Меѓутоа да почнам со тоа дело, ме поттикнуваат двајца мои блиски пријатели свештеници и едното од нив ми прати некои подготовки што тој ги спремал за таков вид, да кажем, поука и се сеќавам во богослужбеното место кај што служев, дека во некој неврзан разговор со млади, јас се жалев дека ете нема на македонски зашто никој не прави и имаше така едни млади луѓе, Мартин и Деки, ми рекоа, па ако не прави никој,
прави тим. И така сватив дека можеби Браво треба за да дечките. се браво за дечките, да, и почнав така да се занимавам со, значи со некои предавања кои што ете ги слушаат луѓе во црква. Потоа некој побара да моите белешки да му ги дадам и се реков што ме ќе ги дам да ги средам малку и сватив дека кога ги средам може да бидат и некое нормално издание. И така и се стигна до тоа да биде некаква книга. Значи јас во таа книга не сум автор, туку сум приредувач кој што го бира делот што се Да, да, сега се две книги. До сега излегува од печат толкување светоотечки на Евангелието според Марко и на Евангелието според Јован. Ки има уште? Би сакал, дај Боже, да има, значи увие што ги спремав предавања на толкување на Евангелието според Матеј, би сакал, кога дај Господ, да бидат и во печатена форма достапни. Вие велите дека секој православен христијанин треба секојдневно да чита Светото писмо, да го чита Светото писмо, но постои ли ризик од човек сам на своја рака да го чита Светото писмо и сам на своја рака да си го толкува како што сака тој? Да, значи во секоја област, кога нешто се пишува, тоа има некаков контекст. Например, да кажеме, денеска ете во Македонија постојат разни закони. Така, и сега, јас ако прекршам некој закон, и ме однесат на суд, јас ќе кажам, ама во законот пишува вака и вака, значи јас сум во право. Судијата ќе ми каже, не, туку законодавецот сакал да го каже ово и ова, не тоа што ти го мислиш. Значи, гледаме како во секоја сфера постои контекст во кој што се напишани некои работи. Така и во сферата на Светото писмо. Значи, црквата го има, да кажеме така, напишано целото Свето писмо, конкретно е Новиот Завет, и црквата може да каже исправно толкување. Новиот Завет е напишан на многу разбирлив јазик и многу голем дел од поуките што се кажани таму, човек секако ќе ги разбере кога ќе ги чита самиот. Сега да кажеме најголем дел, не знам да не благодарна да се зборува во проценти, меѓутоа има некои работи кои што на прв поглед се чинат разбирливи, а не се толку разбирливи. Тоа може да биде од неколку аспекти. Првиот аспект е просто затоа што се пишувани тие книги пред скоро 2000 години. И се пишувани на друг јазик. Преведувачите на тие книги од голема побожност и почит кон книгата што ја преведуваат, не ги менувале изразите. А во денешно време тие изрази се непознати или бара дополнително толкување што тоа значи. Ќе ви кажам еден пример, кој што многумина кога ќе очитаат добиваат порешен впечаток. Да кажеме, кога спишува во Евангелието за раѓањето на Господ Исуса Христа и се вели мајка му Марија и Јосиф, нејзиниот заштитник, и се вели беа обручени, меѓутоа Јосиф не ја позна се додека таа не го роди својот првороден син и му даде име Исус. И човек читајќи го тоа ќе си помисли, значи до тогаш не се допрел, можеби после тоа се допрел. Меѓутоа до тогаш, тој збор е нејасен. Меѓутоа тоа е некој начин изразување кој што во тогашно време бил сосема јасен, а денеска барам се до објаснување. Тоа е на пример денеска ние може да кажеме, не знам, ковчегот на Заветот до ден денес не е најден, така. Тоа не значи дека денеска го сме го нашле. Тоа е таков тип на изразување кај што се кажува дека воопшто не се допрел до не. И на друго место во Евангелието читаме Господ им вели на своите ученици, јас ќе бидам со вас до крајот на светот. Не значи дека после тоа нема да биде со своите ученици и своите следбеници. Така што и за обични работи некој пат потребно е човек да не се доверува многу на своето размислување, туку да прочита некакво толкување, да му се разјаснат работите. Голем или дел да разговара со свештеник. Или да разговара со свештеник. Да, меѓутоа секако да разговара со свештеник, меѓутоа малце човек е добро да вложи напор од себе. Кога разговара, некако очекува се да биде сервирано, и тоа не е лошо, тоа е добро, меѓутоа многу повеќе човек ќе научи ако и самиот се потруди. Сите сме писмени, литературата ни е достапна. Така, да. Добре, Христос вели, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе крстот
нели својот крст и нека оди по мене. Како да се објасни на оваа генерација, оваа современа генерација, што е научена да добива и да бара само удобност, признание и не знам, брзо задоволство, инстант успеси. Како ете оваа парабола, оваа порака да им се пренесе на нив? Како тие ќе ја сватат? Па, ние кога ќе читаме Евангелието, ќе видиме дека Господ на различни начини им зборува на луѓето. Од една страна им зборувал за крстот, за страдањето, а од друга страна им зборувал и за блаженствата. Значи за блаженството во Царството Небесно. Значи им зборува и за тешкотиите и за наградите. Едното не го исклучува другото. И можеби на тој начин и треба да се пристапи, дека ние не исклучуваме дека во овој живот ќе имаме и успеси, и награди, и уважување, и не знам, задоволства, радост и така. Меѓутоа, одлика на христијанството е тоа што не е, и крстот го имаме како знак наш, така. Значи крстот не е знак на удобство, туку е знак на страдање. Меѓутоа не завршува христијанството со страдањето, туку после тоа страдање, после тоа распетие следува воскресението. Така што има многу начини на кои што може на денешно човек да му се објасни. Тоа е, да речеме, еден начин е тоа дека за да биде човек добар во некоја дејност, ете еден од вашите претходни гости тоа го објаснуваше, да биде човек, например, добар спортист, мора да вежба, така, мора да тренира. Ако не тренира, нема да има добри резултати. Исто е така и во христијанството. Барем малку. Да, и талент. Да. Во христијанството талентот е веќе даден кај секој од нас, само треба ние малце да се потрудиме. Значи има некој труд кој што го правиме во верата, меѓутоа уште во овој живот ние ги вкусуваме и плодовите од тој напор. Значи таа небесна радост луѓето уште сега вкусуваат и тоа е она што ги привлекува да одат во црква. Да. Добро, ете, може ли млад човек, сакам маца за младинава да позборуваме, може ли млад човек да биде современ, модерен, да биде активен на социјалните мрежи, да биде образован, отворен кон светот, а во исто време да биде и православен верник, да води литургиски живот, да биде секоја недела в црква, да пости, да почитува се што треба да се почитува? Може ли едното со другото да се направи некој баланс? Може, меѓутоа кај различни луѓе тој баланс изгледа различно. Секој човек е посебен и не секој човек има истите способности, истата сила. Она што е главно е ние да го избегнеме она што може да се нарече посветовњаченост. Значи да ги прифаќаме мерилата на овој свет, да ги прифаќаме вредностите на овој свет. Тоа е опасното. А технички дел дали некој има профил на социјалните мрежи или нешто друго, не е второстепено, да кажеме, прашање. Прво е да не ги прифаќаме вредностите на овој свет кои што гледаме во голема мера дека се косат со евангелските вредности, со христијанските вредности. Иако некој пат потекнуваат од некакви христијански средини или традиционално христијански средини, тие многу пати се спротивни на верата и промовираат нешто што го сметаме ние за грев и за нешто што е погубно. Така што луѓето би требало, младите, би требало да се насочат да го запознаат оно што е христијанство и кога ќе го запознаат да може да проценат секој според силите до каде може што друго да прават во светот, доколку како да бидат во светот, а да не бидат од светот. Да, мај да има многу луѓе кои што ете јас лично сум ги чул, велат јас сум верник, верувам во Бога, сето тоа постам, но не одам во црква. Тоа е поради мрзеливост, поради Тоа не знам дали се може ли така ете да се биде Значи тоа се да кажеме некаков вид на традиционални верници кои што се немаат воопшто задлабочено во верата. Тоа не е како некој да каже дека е виолинист, а не вежба виолини, нема да мислиме дека тој е добар виолинист, така. Значи не мислам дека да е виолинист, да вежба виолина, ама да не оди на концерти. Значи да не оди на концерти да слуша или на концерти да свири.
Значи свири само дома, така. Да. Добро, не може секоја работа што ја земе како споредба, не може да биде 100% споредба, меѓу другото тоа кажа Свети Теофилак Охридски. Туку таа споредба важи до одредена мера. Значи во овој пример што го кажав, важи во тоа дали тој воопшто ќе биде музичар, така, ако не вежба некаков инструмент, дали ќе може да сметаме дека тој свири. Значи, не може да не служат за пример таквиот вид на размислување. Тоа се луѓе кои што не се, сега не може да кажам ние некаков општ заклучок, меѓутоа ми асоцира на луѓе кои што не се потрудиле многу да навлезат во верата. Кои што така гледаат повошно на верата. Чекаат Великден, Божик. Не знам што прават сега, меѓутоа ние сега се трудиме да видиме како да го продлабочиме нашето учество во верата, нашето учество во црквата. Значи, не може човек да биде христијанин, а да не оди во црква. Некои од светите отци велат, ако човек ја нема црквата за мајка, го нема ни Бога за отец, односно за татко. Добро, каков треба да биде односот на свештеникот кон такви луѓе кои што подолго време ги нема в црква и наједнаш ќе се појават? Како треба свештеникот да постапи со нив, со укор? Каде беше ти до сега? Или едноставно да ги прими и... Да, имаше некои слични објаснувања од вашите претходни гости. Јас само ќе кажам дека односот на свештеникот со секој човек посебно и секој човек посебно е приказан за себе. И тука има еден светотајнски момент, да кажеме и самата интима, односно исповед, една света тајна. И Господ нека не просветли сите на што сме свештенослужители да знаеме како да постапуваме во одреден момент со одреден човек. Затоа што и на тоа се надеваме, да добиеме од Бога помош со некакви наши сили или со наше упатство вака сега во случајот ако вака се случува, треба вака да се постапи, мислам дека ништо не се постигнува. Има црквата начела некој, има правила кои што ни даваат насоки. Например, има некој древен канон кај што се вели дека ако некој отсуствува од богослужба 2-3 недели, треба да даде отчет образложение зашто го немало на служба, како да отпаднало од верата. Значи тоа се некои канони правила од некое друго време, каде што луѓето живееле многу поинтензивен христијански живот, каде што можеле да станат маченици утре дента. Значи биле спремни и на смрт само да не ја загубат верата. Колку е важна исповед? Исповедта е суштински важна. Тоа е нешто што, значи, кога дојде Господ Исус Христос, а пред него светот Јован Крстител, ја почнаа својата проповед со зборовите покајте се зашто се приближи Царството Небесно. И луѓето се покајуваат за своите лоши дела и доаѓајќи свети Јован Крстител да се исповедаат и да се крстат во Јордан. Значи, и до ден денес покајанието е единствен начин да се влезе во црквата. Значи, преку покајание секако свето крштение. Така што покајанието не е разделно врзано со исповеста и подразбира промена на начинот на размислување, промена на начинот на живот. Од некој начин на живот кој што е според мерките на овој свет, во начин на живот кој што е според мерките на Христа Бога. Не е доволно човек сам во себе, со себе да се покае, мора кај свештеник, затоа што има луѓе кои што велат, знам дека сум грешен, ама ми е срам едноставно да кажам. Да, апсолутно дека секој човек, работите што ги исповеда, се срами од нив. Меѓутоа, тоа е формата што црквата ни оставила. Значи, формата што црквата ни оставила е да има исповед пред свештенослужител, кој што понатаму и чита молитва за прошка на гревовите и согласно со зборовите на Господ Исуса Христа на кои ќе ми ги простите гревовите, ќе ми бидат простени, луѓето добиваат од Бога отпуштање на гревовите. Во нашата вера нема некоја поделба на тоа да кажеме дека духовното е добро, материјалното е лошо, туку двете работи се испреплетени. Например, светата тајна причест
Не е нешто што физички го примаме, така не е само од духовен аспект. Така што целото наше учество во црквата е целосно. Значи и телото и духот учествува и близината што имаме со црквата е конкретна. Значи исповедта е конкретна пред свештеник. Добро, ама тука преводува и прашањето што ќе мисли после свештеникот за мене. Доколку и да имаат некаков си однос, тие се духовник и духовник. Свештеникот Ќе се нарушили односот помеѓу нив, значи свештеникот за да стане еден човек свештеник, тој бива ракоположен. Значи владиката полага на него рака и чита молитви за да човекот ја прими таа служба. Кога прима човек таа служба, кога станува свештеник, тој свештено действијата што ги врши, не ги врши со своја сила. Тој ги врши според тоа што црквата го предвидела. Свештеникот го прави действото, меѓутоа самото, да ја кажеме, осветување го прави Господ. Свештеникот ја служи литургијата и кажува молитвите и прави се што е предвидено да се прави, ама самиот Господ слегува и ги осветува даровите. Свештеникот чита молитва за осветување на водата, ама самиот Свет Дух слегува и осветува водата. На сличен начин и на светата тајна исповед. Свештеникот го сослушува, да кажеме, сослушува исповеста, чита молитва за прошка на гревовите, ама самиот Господ оној кој што ги проштава гревовите, а исто така Господ му дава на свештеникот сили да ја зачува светата тајна исповед. Ние не ја примаме, ја чуваме светата тајна исповед затоа што сме, не знам, многу добри или многу вакви или онакви, туку Господ ни дава сили. Така. Добро. Уште една од работите со кои што се соочува нашето општество се тие влијанија западни, односно западни вредности или западни невредности, како сакате. Западниот свет често ја става личната слобода на прво место. Православието од друга страна зборува за слобода, но малку поинаку, нели, преку љубов, преку жртва, преку смирение, преку одговорност. Како човек да ја направи таа разлика? Што е добро, што не е добро, кога и тие вредности, тие западни ги има секаде, и преку интернет, и на телевизија, и надвор. Јас би употребил некој друг збор, што претходно го спомнав веќе, посветовњаченост. Кога луѓето наместо за вредности да ги имаат христијанските вредности, имаат некакви си други вредности. Тие вредности дали потекнуваат од западната цивилизација или од некое друго место, се едно. Например, до пред скоро време, ние како дел од Југославија бевме дел од еден социјалистички блок каде што важеше некаков вид на државен атеизам. И таа вредност, иако ќе кажеме не доаѓа од западниот свет, никако не сметаме дека е добра така. Во тоа време ние на западниот свет гледавме така како на едно подрече каде што важат поинакви слободи, да кажеме, тогаш и западниот свет беше многу поблизок до верата отколку што е денес, иако се поминати не многу години. А во тогашно време во западниот свет постоеше слобода на вероисповест, што не постоеше кај нас, иако некои луѓе ќе го оспорат тоа, но јас само ќе кажам дека тогашниот државен систем се трудеше и верскиот аспект од луѓето да го има под себе, да го кажеме, ако не да го контролира, барем некако да го држи во некои рамки, што во други места не беше баш толку ригорозно. И тоа е нешто што во некој време сме го гледале како нешто позитивно конкретно на Запад. Добро, но сега гледаме блуд, гледаме... И тогаш имаше, меѓутоа ние, како да кажам, секој пат гледаме... А сега е легализирано? Секој пат гледаме од се нешто, од секаде да извадиме оно што е добро. Значи, не може ние да прогласиме дека некој општество и редување апсолутно се е добро, него ние кога ќе видиме некоја добра работа, ќе кажеме оваа работа е добра. Не викаме се дека е добро. И во денешно време спомнувате западни вредности, западна цивилизација, западен свет,
Тоа е најмногу затоа што ние сме кон тоа насочени, затоа што преку мобилните телефони и современата технологија најмногу сме насочени кон тој западен свет каде што доминира, да кажеме, англискиот јазик и некаква култура. Меѓутоа, дури да земеме, не знам, нешто да учиме индиски јазик и не знам што, ако тоа не е христијанска, ако ние не прифаќаме христијански вредности, подеднакво сме во заблуда. Не е сега дека Западот е лош, а се друго дека е добро, не. Туку ние гледаме поинаку, гледаме да ги прифатиме христијанските вредности. Некакви христијански вредности те како функционираат во западниот свет и дури во западниот свет сега сме сведоци дека има изголемен интерес за православието. Така што далеко тоа дека се што доаѓа од таму е за фрлање, ние треба да разликуваме што е добро, што не е добро. Мене ми е криво кога луѓето се поведуваат само по тоа што е материјален успех и ги интересира западниот свет затоа што таму се, да кажеме, богати. И луѓето тоа ги интересира како и ние да бидеме богати, ако може ништо да не правиме, така како може утре да влеземе во Европска унија, најнаш да бидеме богати. И тоа ми е криво, и тоа не е вина на западниот свет, туку е вина на луѓето кои што така размислуваат, кои што не бараат други вредности освен материјалните вредности. Да, тоа е наша грешка, но кога ќе погледнеме генерацијата, кога ќе погледнеме современиот човек, кога ќе слушнеме песна на радио, која што зборува за брзи коли, за бела прашкаста материја, за пиштоли, бомби, се околу тоа се врти. Кога ќе видиме, кога ќе отвориме на апликација која што се вика TikTok и сето тоа таму што се сервира. Кога ќе видиме телевизија какви се филмови, каква содржина имаат тие филмови, едноставно сме далеку од таа култура која што ја нарековте вие западна. И каде тогаш вината кај родителите кои што дозволиле тие млади генерации сега да бидат во тој кош? Мислам дека за ова се што се спомна треба да се направи некакво разделување, да се разделат едни од други работи, затоа што премногу некако на купче ги нафрливме дека тие нешта, не сметам дека е се баш така. Например, се спомна TikTok, тоа не го користам, меѓутоа да речеме има Facebook така, кој што има доволно лоши работи, да речеме на Facebook. Од друга страна на Facebook има и православна содржина. Има луѓе кои што следат православна содржина и не е тоа, да кажеме, нешто само по себе лошо. Лошо е ако нивната вера се сведува само на следење сајтови и социјални мрежи, ако не прават ништо друго, ако не водат молитвен живот, не учествуваат во богослужби, тоа што не е добро. Ама тоа што ние се трудиме, спомнавме преска денови, мака литургија, мака. Добро, јас ги нафрлив на купче тие според мене лоши вредности, кои што не кажа, вие нафрлете ми добри вредности кои што ќе ве асоцираат на општество во кое што живееме ние сега. Значи вака, добри вредности, ќе кажам добри вредности. Значи спомнав дека конкретно со западниот свет. Спомнав дека има некој препорот, да кажеме, или зголемен интерес за православието во САД, во Европа, Западна Европа, да кажеме, има зголемен интерес. И има многумина кои што сега се, да кажеме, американци, кои што зборуваат за верата, проповедат на верата и ги има постојат на интернет, така. Значи, ете некоја содржина која што луѓето може да следат. Кој ќе се каже, например, нешто спомнавте филмови од Холивуд се една работа, не е само Холивуд на светот, така, постојат и друг тип на филмови. Ама напливот е голем. Напливот е голем и затоа пред малку кажав дека секој треба лично да се труди, да не се претопи во овој свет, да не ги прифати вредностите на овој свет. Ако тоа го направи, значи начинот на кој што тоа ќе го направи, на кој што ќе се потруди во својот живот да внесе некаква друга содржина. Преска спомнав, наместо да се читаат оговарања за различни, не знам, звезди холивудски, да се читаат житија на светителите. Наместо човек да чита, не знам, некакви си други некорисни содржини, нека помине тоа малку време што ги има слободно, нека помине, нека прочита или кратко житие, или некаква поука од црквата, од светите отци.
И секој ден нека помине малце време да чита Нов Завет. Значи, покрај тоа, фала Богу, има и други содржини достапни на овие социјални мрежи и понатаму што се следат. И човек може да бира што ќе гледа, што ќе чита. Со тоа што... Значи, може човек да не стане непријател со современоста и да не биде смешен за општеството, а всушност и да не биде претопен во тие западни вредности. Нели може да се направи нешто такво, во некој баланс? Сега не знам некој ако не знам како на 17-18 годишно дете ќе му кажеме ети на голем одмор читај житија на светите отци, трени го тиктокот. Па во црква, да кажеме, доаѓаат и луѓе кои што се од основно школа и поинаку постапуваат. Не гледаат тикток, прават некои други работи и воопшто, барем некои од нив што ги знам јас, воопшто не се некаков подсмев, туку се и пример за своите соученици. Така. Верувам дека има и такви добри примери. Да. Оче еден збор кој во црквата е многу важен, ама надвор од црквата често звучи и проблематично, би рекол, е зборот послушание. Многу луѓе кои ќе го слушнат, мислат дека тоа е само чиста слепа покорност, дека е чин на понижување, дека е воведување некакви си забрани човек да размислува со собствена глава. Иако, нели, ете и како што вели Свети Силуан Атонски, послушанието не им е потребно само на монасите, им е потребно и на обичните луѓе, на верниците. Што е послушание во православна смисла, во вистинска смисла? Послушание нели на црковно-словенски или на така поархаичен начин изразување, денеска би рекле послушност. И тука треба да се биде според мене внимателен во тоа, затоа што ете некој пати сме спомнале дека послушанието е еден од монашките завети. Меѓутоа послушание, послушност во монашки контекст е една работа, а вон монашки контекст е некоја друга работа. Во монашки контекст и вон монашки контекст, кога збориме за православно христијанство, послушанието е еден начин како човек да си ја поправи својата волја. Затоа што отворени сатанисти од скорото, да кажеме, блиско до наше време, велеа дека треба да правиш она што го сакаш и дека тоа е законот. Собствената волја, нели? Да, и да го правиш она што го сакаш и тогаш, да кажеме, човек слободен збор да подрема, аз дисува, така збеснува. А послушанието е како човек да си ја да кажеме, да си ја заакне волјата, си ја скроти волјата. Например, во црквата имам предвидени пости. И човек прави послушање кон црквата и ги држи тие пости. Тоа е еден начин на кој што си ја зајакнува волјата и останува, да кажеме, не приврзан за тие некои човечки страсти, па дури и за најнеопходното, да кажеме, врска со храната. Кога човек се слуша жената, послушание? Јас мислам дека во голема мера да, тука нели не може да се го спаси бракот. Не, мислам човек мора да се труди, значи ќе кажав, она што е спротивно на христијанството е тоа мислење дека човек треба да прави она што го сака. А каде лежи проблемот? Не дека ние во црквата заговараме, не знам, некаква си апсолутна покорност или нешто, туку човекот е осем материјално и едно духовно битие. Во однос на духовниот свет, значи човекот како духовно битие е во контакт со духовниот свет и од таму прима влијание. И човек многу пати не може да ги разликува тие влијанија што ги прима од духовниот свет и мисли дека се негови идеи, негова волја. И тука знае да прави големи грешки. И за да се поправи тоа, постои начин на кој што ние се ја скротуваме, да кажеме, својата волја во манастир најмногу, а и вон манастир, да кажеме, луѓето што се во брак, сметам дека послушание прават кога, да речеме, тие сакат можеби да одмарат и да спијат, меѓутоа детето треба да го носат, не знам, на школа или на лекар или не знам како, и на тој начин си ја прекршуваат својата волја. И жртвување, веројатно. Прават жртва, да. Меѓутоа, една од главните работи е тоа дека
луѓе за да знаат што е добро, не може да се потпрат само тоа што нив во моментот ќе им се чини дека е добро. Затоа што може тоа да не доаѓа од самите нив. И како што луѓе навлегуваат во духовниот живот, така повеќе знаат да ги распознаваат духовите. И така и пишува во Светото писмо, да ги распознаваме духовите. И затоа, например, свештеникот се нарекува исто така и духовник, каде што е должен да може да распозне за некоја работа од кој дух произлегува. Но сепак треба да се направи разлика во послушание во манастир помеѓу братство, нели, сестринство и послушание помеѓу свештеник и верник. Јас би сака само да кажам, и во друга прилика сум кажал истото, дека многу пати луѓе кога се учат на христијанство од монашка литература, мислат дека се што се однесува на монасите се однесува и за оние кои што не се монаси, а тоа не е баш така и тука треба да се има некакво расудување, да се процени што до кај се однесува за кој човек. Да. Затоа што, например, во монашка средина нормално се зборува за старецот, за игуменот, за, да кажеме така, за духовникот, затоа што врската на монахот со својот духовник, со својот старец е многу поприсна отколку врската на еден човек што не е монах со својот духовник. Затоа што човек што не е монах, например, утре може да добие некој да го преместат од работа на некој друго место. Он сакалникел мора да најде на местото кај што живее некој друг свештеник со кој што ќе може да разговара, да се исповеда, да му чита молитва. Да. При крај сме со времето, но сепак морам да ве прашам уште една работа. Со вас сакав да поразговараме на таа тема, да отвориме вештачката интелигенција. Сега е таа актуелна, сега таа зема залет, пишува текстови, прави песни, фотографии, чуда, роботики. Како гледате вие на тоа? Како закана, како корисна алатка, како алатка? Да кажеме, тоа е првото. И сега секој пат кога се појавувале некои нови алатки во светот, може да дојде до некое бранување. Например, кога се појавила, да кажеме, користењето на електричната енергија во домовите, многу луѓе биле загрижени затоа што од тоа може човек, нели, да го фати струја и да 5G што биш антените. 5G антените, не само тоа, кажам за некои работи кои што ние сега ги имаме земено како здраво за готово, се подразбира дека доме сите еме струја. Во друго време не се подразбирало, или не знам кога била измислена шивачката машина, многу шивачи останале без работа. Сега тоа е било за нив некаква закана, а денеска ги користиме тие машини. Слично и со оваа алатка. А јас ќе ја потсетам, како некој од постарата генерација, ќе ја потсетам дека на времето кога навлегуваше интернетот, да кажеме, во некоја поширока употреба, луѓето кажуваат тоа е, некои од луѓето знаат да кажат тоа е некаква си демонска работа, тоа дуплове се трите шески, не знам што, луѓе се пазеа. Сега е тоа општо прифатено, сите користат и општо не се мислат. Така и вештачката интелигенција е некаква алатка. Сега штета што кај нас сметам дека не се посветува доволно внимание на тоа како да се употреби таа алатка. Правилно. Се сеќам уште пред За неправилно знаеме. Уште пред 20 години, ако не и повеќе, не знам, се сеќам дека слушав од некој помлад од мене, кој што беа тогаш средношколци, дека ми кажува дека добиваат задачи за училиште да најдат нешто на интернет и да напишат, не знам, некаква си тема да обработат. И ми беше чудно затоа што им кажуваат да барат на интернет, а не им кажуваат како. Значи, и тогаш сметав дека треба да се упатуваат младите како да ги користат тие алатки, а не само да им се каже ајде користи. Исто така сметаме дека и со вештачката интелигенција денес. Значи, тоа е многу корисна алатка, само што треба да и се најде точното место, да се знае точно како. Не прави мрзливи како луѓе? Кога пишува сама текстови, сега, например, децава сами преку вештачка интелигенција пишуваат писмени задачи, решаваат математички. Па не сметам дека е тоа. Например, нали не прави мрзливи. Да кажеме, сега сите имаме дома, да кажеме, чешма и вода така. Во друго време сме требало да идеме до чешма до сред село да наполниме. Сега не сме мрзливи што дома имаме чешма така. А тоа дека децата пишуваат задачи со ChatGPT, тука професорите треба да се потрудат повеќе. Значи, еден добар професор треба да ги запознае своите ученици и да процени дали тој ученик може
така да се изразува како што му носи писмена. И кога не може така да се изразува, ќе свати дека не е од него таа писмена. Значи тука е малце повеќе задача на тие што се образовен кадар, да кажеме да се трудат малце повеќе. А инаку малце издосадува вештачка интелигенција, да речеме беше на почетоките таа генеративна вештачка интелигенција, прави текстови слики и сега кога е пренатрупан интернетот со тие слики, ние малце преку глава, тоа едва чекаме нешто друго да видиме. Но тука е опасноста што веќе не можеме ни да разликуваме што е креација на вештачка интелигенција, што е реалност. И пред да постои вештачка интелигенција, постоеше, не знам, друг начин, фотомонтажа, не знам што друго, фотошоп и не знам, филмови со специјални ефекти. Значи тогаш можеше да се изманипулираат луѓе, така. Денеска уште полесно може да се изманипулираат луѓе, луѓето треба се свесни тоа што го гледаат и затоа викам дека треба уште од најмала возраст да се воспитува, да се запознаваат од таа технологија и да може да разпознаваат што е вистина или во најмала рака да не веруваат на се што ќе прочитаат, се што ќе видат. Ќе затвори ли работни позиции таа вештачка интелигенција, професии, како е спомнавте вие шивачите пред малку? Да, значи некаква кои се на удар? Не би знал кои се на удар. Свештениците се ли на удар? Може ли вештачка интелигенција да ги замени да луѓето да се исповедаат на ChatGPT наместо кажавме дека кажа преска дека свештенството е една света тајна, свештеник се станува со ракополагање, така, значи ние на тоа се надеваме дека тука Господ тоа им го оставил на апостолите и преку апостолите буквално секој од нас што сме свештеници преку ракополагање кој што има директна врска од апостолите до Господа, наоѓаме, да кажеме, директна поврзаност со Господа. Вон тоа човек да бара нешто, кај да го бара е заблуда. Дали ќе го бара кај, не знам, кај некои машини или кај, не знам, некакви си други исцелители, нешто друго што не е од Бога, сето тоа е заблуда. Да. Више, баш пред некој ден го замолив ChatGPT да ми напише шега за Исус и ми напише еден виц. Вицот беше глупав, во негов стил, како што знае да ги прави. Внесло и некои апостоли, ама навистина поентата беше многу глупава, не беше смешен вицот. Но веднаш потоа го замолив да ми напише и шега за Аллах. Но тогаш ми врати, не, јас не можам да пишувам такви шеги, затоа што можам да повредам нечии чувства. Значи, за првата работа можеше да ми напише вид, за втората работа не можеше да ми напише вид, зашто ќе повредал некој нечии. Тие се алатки кои што некој ги конструира на начин на кој што смета дека треба да ги конструира. Тие не се некаква си објективна реалност. И алатките за пребарување, например, некако бара на Google, не значи дека тоа апсолутно све пребарал, него добил резултати како што се за него сервирани. Така и ова, значи не е некоја апсолутно објективна, не знам, некоја алатка, него туку некој ја подесил, ја поставил, ја конструирал така да функционира. На, речеме, други луѓе кажуваат дека можеш да напишеш на социјални мрежи, не знам, против која сакаш држава, против Израел не смеш. Така. Значи има некои конструкции кои се така поставени, тоа само ни покажува дека не треба премногу ние да ги сметаме за озбилно сите одговори што ги добиваме. Треба да се проверува. Дури на самата алатка, да кажеме, пишува на дното дека тоа е вештачка интелигенција, дека не кажува се што е точно. И самиот термин вештачка интелигенција е малце чуден. Ние кои што ги разбираме, да кажеме, тие од по струката тие работи подобро, знаеме дека не се работи за некоја интелигенција што ќе споредуваме со човечката интелигенција. Туку тоа е така некој начин кој што така некој термин кој се дава на таа алатка. И меѓутоа некој што не се задлабочува тие теми може да помисли дека стварно тоа е некој вид на интелигенција кој што стварно не знам што кажува, некој си чуда прави. Не, тој кажува тоа што му е внесено на влез. Кој е вашето предвидување за вештачка интелигенција? Каде ќе се движи таа? Во кој правец ќе фати? Може ли да дојде до момент кога ќе се само уништи? Зашто има и такви некои предвидувања дека не се само создала да се само уништи. Значи тоа е некоја алатка така, која што некои луѓе создале со одредени идеи на одреден начин. И тоа е некаков некакво технолошко постигнување кое што сметам дека може да биде многу корисно и зашто да се загуби. Таа сигурно нема да може сама да се укине,
кога не се создала сама. Значи ние ја создаваме и ние кога ќе видиме дека имаме корист од таа алатка за едно или за друго, зашто би се откажувале од таа алатка? Добре, еден ваш колега ја нарече ѓаволска работа и фрли анатема дури пред неколку месеци. Може би има и нешто во тоа. Па, мислам, црквата нема фрлено анатема, така што тоа е доволно да се каже. Да. Добро, за крај, дали црквата сметате дека треба да биде поприсутна во јавниот простор? Ги прашувам сите мои гости, да биде присутна во медиумите, на интернет, во разговорите како овој тука сега. Сметате дека фали еден таков простор каде што ќе може да се вклучат повеќе свештеници, повеќе владици да бидат поприсутни? Сметате дека е пасивна? Па, сметам дека има простор уште многу да се прави, уште многу повеќе да е присутна црквата на било кој начин, дали преку медиуми или не знам, на секаков начин да биде поприсутна. А главното е тоа дека ние како православни христијани или земја каде што претежно сме православни христијани, треба да најдеме начин како христијанството да стане централен, а не спореден дел од нашиот живот. Тоа е главното. Сега црквата како ќе придонесе за тоа, колку ќе успее да направи, нека помага Господ. Во секое време, баш ми беше интересно, разговарав неодамна со еден постар свештеник и го прашував нешто за негово време, како било тоа време што го спомнам на државен атеизам, и сваќам дека и во тоа време луѓето давале максимум од себе, правеле се што можеле да направат и верувам дека направиле многу добри работи. Дека можело повеќе, ние од денешна гледна точка може да судиме, ама може и тоа не е баш благодарно. Сметам дека треба повеќе да биде присутна црквата во јавност, меѓутоа не наметливо, туку како една природна последица од тоа што нам верата не е во центарот на нашиот живот. Так. Ако нам верата не е по страна, свештениците само ни се натураат, да кажеме така, наметливо, може да има тоа обратен ефект. Така. Оче, фала ви за гостувањето, баш ми беше кејф што си поразговаравме. Ви Благодарам за посакувам поканата. многу успех и понатаму и со уште книги да издадете и со денови МК и со литургија МК да се проширите како медиум, па се надевам дека повторно ќе дојдете, ќе ни бидете гостин. Благодарам уште еднаш и јас исто ви посакувам успех во вашето добро дело да направите и вие од ваша страна нешто да го приближите Бога до младите. Фала. Драги гледачи, тоа беше тоа. Се гледаме за 2 недели.